Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Предпоставувам сварени, но тоа е. Веќе сме во средината на јуни и температурите допрва ќе се качуваат. Само не дај Боже Израел и Иран да ја запукаат со нуклеарки, дури тогаш од сите нас ќе остане само пепел. Но шегата на страна, нападот на Израел врз Иран и иранскиот контраудар се толку загрижувачки што во наредните денови би можеле да бидат најопасните во историјата на Блискиот Исток, па дури во историјата на целиот свет во последните години. Поопасни дури и од нападот на Русија врз Украина. Но мислам дека е премногу рано да судиме и анализираме. Ке треба да се почека некој ден за да видиме како ќе се развива ситуацијата. Нејсе. Тука на почетокот, пред анализата за случувањето од минатата недела, сакам накратко да зачнам една многу контроверзна тема, за која знам дека многумина ќе ме осудат, како што ме осудија кога пред неколку месеци во неколку наврати зборував за неа. Станува збор за тема за која се уште постои длабока поделеност во општеството, тема која боли и која што и да кажете, некој нема да се согласи, ќе ве обвини и ќе фрла со дрва и со камења по вас. За институционалните пропусти, повеќегодишното системско непостапување и причините за настанувањето на пожарот во кочанското кабаре Пулс, обвинети се 34 луѓе и 3 фирми. Обвинителството обезбедило докази дека со години наназад се кршеле закони, се прикривале неправилности и се дозволувало објектот да функционира иако не ги исполнувал ниту минималните услови за безбедност и сите ги товари за тешки дела против општата сигурност. Прво обвинетиот е газдата на дискотеката кој од 2012 до 2024 година правил реконструкции во објектот и пренамена без стручен надзор. Во објектот не бил испочитуван ниту еден пропис за вградените материјали, бројот на излезите за евакуација, бројот на ПП апарати, паркинг места. Иако знаел дека објектот нема дозвола, обвинетиот дозволувал негова реконструкција. Обвинете се и неговиот брат, како и син му. Целосното непочитување на безбедносните правила за заштита од пожар, преполнетоста на објектот со посетители, настанало масовно туркање и паѓање на посетителите во ходникот, со што напуштањето на објектот било целосно попречено и биле предизвикани тешките последици. Архитектка од Кочани е обвинета за фалсификување документација, магазин за лесна индустрија да стане угостителски објект, како и тројца градежни инспектори кои требало, а не го задолжиле собственикот да ги отстрани неправилностите. Се товарат и тројцата градоначалници од 2012 до 2025 година, кои никогаш не ги известиле МВР Министерството за економија дека објектот Пулс не ги исполнува условите за работа. Представувале општината и биле должни да се грижат за спроведување и почитување на деталниот урбанистички план за општина Кочани, знаеле дека објектот, така нареченото кабаре клуб Пулс, представува безбедносно опасен објект за вршење на угостителска дејност, бидејќи не ги исполнувал законските услови согласно член 97 став 1 од Законот за градење. Обвинете се и поранешните директори на Дирекцијата за заштита и спасување, како и генералниот инспектор. Се гонат дека, иако биле свесни дека може да настапи штетна последица со нивно непостапување, тие не преземале мерки за заштита на луѓето и имотот од пожари. Меѓу обвинетите се 5 службеници, 2 министри и секретар од Министерството за економија, кои се товари и за примање подкуп. Докази се собрале и за управителот на агенцијата и за 4 припадници на обезбедувањето. Сите овие услови наложувале агенцијата задолжително да изготви план за обезбедување при одржување на јавен ред на настан од забавен карактер со присуство на поголем број на посетители и да ангажира повеќе работници за обезбедување, а таков план не бил изготвен и доставен на одобрување до надлежен орган за подрачје каде што се случил настан.
Во обвинението се опфатени 4 инспектори од Пазарна, а за директорите досега не се собрало доволно докази. Истрагата е запрена и за екс-министрите за економија Дритон Кучи и Беким Незири или за вкупно 11 претходно осомничени. За член на музичката група има прекин на постапката додека е на лекување, а Александар Карадаковски, кој бил управител на фирмата, почина на болничко лекување во Литванија. Реалниот газда на Агенцијата за обезбедување уште се истражува. Да, значи станува збор за кочани, за болката на родителите, но и за очигледните напори на дел од опозицијските партии, сега пред избори, повторно да е злоупотреба таа болка и тага за да ќарат нешто ситно на изборите. Прво, мислам дека помина доволно време од трагедијата во Кочани за да сите ние си го поставиме едноставното, но болно прашање. Дали ние, како луѓе, како општество, ја разбираме тежината на тоа што се случи? Ке кажам до некаде да. Сите сме свесни дека животот на 62 млади личности изгаснаа во една вечер. За нив животот престана, но за нивните семејства болката никогаш нема да престане. Таа болка не бара многу, не бара ни политика, не бара ни спектакли. Таа бара само едно, да боли. И таа ќе боли додека се живи. Не постои поголема казна од тоа еден родител да доживее да го закопа сопственото чедо. Поголем ужас од тој не постои. И нормално е дека таа болка треба некаде да се исканализира, тој без за загубено дете да се насочи кон некого. И тоа не е само случај со Кочани. Сите сме сведоци дека кога ќе се случи некоја трагедија, кога ќе загубите некој близок, од што не ви се верува, барате виновник. Било кој. Лично, еве јас имав такво искуство со татко ми и мајка ми. Те биле виновни докторите, болницата, системот, било кој, без разлика дали тоа обвинување е издржано или не. И реков тоа е нормално. Но тоа што не е нормално е кога некој сака да злоупотреби таа ваша болка, тој ваш гнев, за да ќари нешто за себе. Тоа метафорички во минатото го нареков и го изедначив со некрофилија. И мислам дека после Кочани, ваквите обиди на дел од опозицијските партии, иако спласнаа некое време, во последно време, како се ближат изборите, повторно земаат замав. Главното обвинение е дека владата не сторила ништо да им помогне на семејствата на жртвите, ги оставила на цедило повредените, се спроведувала пристрасна истрага и слично, што едноставно не е вистина. Реков, болката и бесот на родителите е очекуван, но срамота е некој тоа да го злоупотребува. Пример има многу. Еве само да го земеме фактот што само некој ден после онаа потресна изјава на еден од родителите кој нели фрлаше пари за да власта запалела свеќи на гробовите на загинатите, лидерот на опозицијата потрча да го посети токму Кочани и оттаму да фрлае со дрва и со камења врз власта. Со кое лице партијата која беше на власт сите овие години, додека газдата на Пулс ја градал кариерата, сега доди во Кочани да кажува како тие биле одговорна партија, се грижеле за граѓаните и слично. Истиот ден кога владата носи одлука одмаралиштето пониква да биде целосно претворено во центар за рехабилитација за повредените, вие да излегувате и да кажувате дека таму не било ни за летување, а камоли за лечење. Кој тука злоупотребува? Или пак да обвинувате за селективна истрага во ситуација кога целиот случај е во рацете на обвинителството, кој е полно со кадри на СДСМ и ДУИ, а сепак гледате МВР апси и испорачува се што ќе му побараат. Па побогу луѓе, дали некој памти, некој случај во македонската историја, над 30 на луѓе да бидат осомничени и тоа не било кој? Туку еден актуелен градоначалник од редовите на владеачката партија, еден актуелен министер, поранешен бивш функционер кој бил газда на Агенцијата за обезбедување, кој исто ете бил близок до владеачката партија, и група полицајци кои биле на должност таа вечер. Тоа е вистината. Втора работа. Како тоа човекот, кој додека беше министер за здравство, живе му изгореа 14 луѓе и си истера цел мандат после тоа, сега да зборува за одговорност и слично? Што направи владата за семејствата на тие загинати? Затоа навистина е морбидно кога сега овие од СДСМ, но и од левица, подпомогнати од медиумски инфомаксовски, ги хушкаат родителите и семејствата да влезат во конфликт по секоја цена. Аман те бре луѓе, оставете ги на раат. Тие луѓе поминуваат низ пекол. Воопшто не им треба вие да глумите некакви борци за правда. И затоа тука ќе завршам. Толку на оваа тема. Искрено не ми се зборува веќе. Знам дека ќе ми се пуштите и мене заради ова што го реков, но секогаш сум искрен со ова, сум кажувал тоа што на вистина го мислам. Ќе видите дека на крај се ова што го прават, еден ден ќе им се врати право во лице. Реков, толку имав што да кажам на таа тема, а сега да одиме на другите.
Веќе 2-3 епизоди поред посветувам еден поголем дел од емисијата за состојбите во судството, односно за бисерите кои ни ги приредуваат секоја недела. И секоја недела си велам, ај денес нема да се замараме со оваа тема, кога тие ќе ни приредат некое ново изненадување. Па така и неделава. Нема докази дека сторил кривично дело. Струшкиот градоначалник Рами Смерко доби ослободителна пресуда за набавката на луксузното Ауди во вредност од 67.000 евра, додека општината е со блокирана сметка. Судот утврдил дека во процесот на јавната набавка нема докази кои укажуваат дека Мерко имал намера да ја злоупотреби својата службена положба. Според одбраната на Мерко, оваа пресуда значи дека победила правдата. Тој не направил никакво кршење на законот при набавката на службените возила, чија вкупна вредност изнесува 114.000 евра. Обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција го товареше Мерко за злоупотреба на службената положба и овластување. Поради сериозни индиции за корупција и мешање во правосудниот систем, Струшкиот градоначалник беше ставен и на црната листа на САД. Мерко е на обвинителна клупа и за незаконското поставување директори во струшките училишта, како и за спорната спомен плоча со недолична содржина поставена во центарот на градот. Навистина на Мерко му нема рамен. Човекот кој е предмет на посебна истрага од обвинителството во Струга, каде е осомничен, мислам, за најмалку 30 на различни кривични дела, си доби ослободителна пресуда. И не само тоа, туку освен домашните кривични процеси, недопирливиот Мерко, ако памтите, е ставен и на црната листа на САД. Знаете зошто? Поради сомнежи за корупција, злоупотреба на функцијата, но и мешање во судски процеси. Значи, американците го обвинуваат за корупција, за злоупотреба на функција и за мешетарење по судовите, и истите тие судови сега го ослободуваат како ништо да не било. И предпоставам дека Мерко воопшто не е загрижен, оти како што трнало, едно по едно, ете ќе ги сруши сите тие 30 на кривични пријави и на крај, веројатно ќе го прогласат за бег на Струга. Друго не останува. Кој срам? И мислам дека обвинителите немаше ни да го гонат да не беше црната листа на САД, затоа што случајот, познат уште од поодамна, кога антикорупцијската комисија укажуваше дека купувањето на скапи возила било спроведено во време кога општината Струга се соочувала со тешка финансиска состојба и долг од 4 милиони евра, што според нив представувало неодговорно и штетно управување со јавните средства. Па само за подсетување, луксузното Ауди ги чинеше стружени цели 67.000 евра. Во своја одбрана Мерко тврдеше дека автомобилот не бил луксузен и дека набавката била неопходна поради дотрајната состојба на постојниот возен парк. Тој дури изјави дека и обичните граѓани возат автомобили вредни 100.000 евра, со што се обиде да ја релативизира вредноста на возилото. Човеков директно во лице мајтап си поигра со цела Македонија, а нашиве судови го ослободуваат како ништо да не било. И не само што го ослободуваат, па луѓе, само за да почнат да го гонат требаше да чекаме години. Обвинителството поднесе обвинение по повеќе од една година од како Ислам Абазија презеде функцијата како шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал. Памтите, тој е обвинител што прво тврдеше дека нема никакви политички контакти, па откако испливаа фотографии на кои е сликан со половина дуи, се правдаше дека во периоди на викенди одмори излегувал и планинарел, а хоби му бил ловот, па можеби таму се видел со луѓе од дуи па се сликал. Тогаш платениците од СДСМ веле остајте го човекот, ако е анонимус, дајте му шанса. Па еве доби шанса. Многу аир видовме од тоа, нели? Значи сега Мерко си тера 4ти мандат, а сигурен сум дека како што тргнала, дуи ќе го кандидира во октомври и по 5ти пат. Затоа реков, мислам дека немаше ни да го гонат да не беше притисокот од јавност, посебно од како американците го цементираа на црната листа. А кога го зацрнија, му дадоа шанса на нашиот правосуден систем да презеде нешто. И што превземаа тие? Мерко е ослободен. И да бидам искрен, кога слушнав ова, воопшто и не бев потресен. Затоа што мислам дека сите знаеме дека доживотниот градоначалник на Струга е корумпиран до гуша, а властите со години не преземаа ништо. Сега има нова власт, но старо судство. Судство кое дуи го инсталираше таму цели 20 години. Така што Мерко е олицетворение за криминал и корупција. Тој е синоним за 7-годишното владење на СДСМ и на дуи. И затоа сега може да си најде судија, што ете без око да му трепне, ќе донесе ваква скандалозна пресуда. Значи судството не да е расцветено како пупка, туку не знам веќе да одберам метафора. Овој случај е најеклантантен пример дека на македонскиот правосуден систем му е потребен целосен ремонт.
од корен да се смени. Зашто ако продолжиме вака, крај нема да има. Ни бугари во устав, не идентитет, јазик, историја да дадеме. Сигурно ќе се појават земји како Холандија и други, кои покрај се тоа, заради ова, ќе ни стават вето. Па кој побогу сака една ваква земја, со ваков трул правосуден систем да биде дел во нивното друштво. Мислам дека и во камено време имало повеќе правда отколку денеска во Македонија. Го оштетиле буџетот за над 90 милиони евра, а од државата нелегално наплатиле 37 милиони евра за поврат на ДДВ. Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција денеска брифира дека фирмите поврзани со струмичкиот бизнисмен Ристо Крмзов преку фиктивни фактури наплатиле од државата 30 милиони евра во кеш за поврат на ДДВ и уште над 7 милиони евра со пребивање на долгови. 9 месеци по големата полициска и даночна акција во фирмите поврзани со Крмзов, обвинителството денеска и официјално отвори истрага во веројатно најголемиот случај за финансиски криминал досега. Осомничени се 23 луѓе и 15 фирми кои имале меѓусебни деловни односи. Се истражуваат градежната фирма Крмзов МР, земјоделската Агро Крмз, бутиците Джокс Премиум, хотелот Вила Парк во Струмица, транспортната Никфан Транс во собственост на неговата сопруга Марија, фирмите Минтикос Текстил, Сакаов Транс и Камилком СР на неговите внуци Зуле Кармзова, Василева и Васе Панајотов, но и Нетком Плюс и Дианита во собственост на негови соработници. Сите овие фирми имале меѓусебни деловни односи. Замрзнат е нивниот имот, иако голем дел од недвижностите се веќе под хипотека. Освен Крмзов и неговите внуци, под истрага се уште 8 собственици и директори на фирми поврзани со нив. За несовесно работење во службата се осомничени и 8 суми навработени во струмичката подружница на УЈП кои замижувале предлажните документи и 4 овластени сметководители кои ваквите документи ги изготвувале. Обвинителството вели дека има многу злоупотреби, но за да не го оптоваруваат случајот се фокусирале на тие каде што е направена најголема штета и кои што најлесно ќе се докажат. Според нив, 90% од злоупотребите се правени со меѓусебно продавање на деловен простор меѓу фирмите. Еден из деловен простор бил продаван од една па на друга фирма, па од втората на трета и така во круг за суми од 4 до 20.000 евра по квадратен метар. Кога една фирма купува нешто од друга, треба да го плати ДДВ-то, а првата фирма си бара поврат на ДДВ од УЈП. Трансакциите во овој случај според истрагата биле само на хартија. Данокот не бил плаќан, а потоа другите фирми си барале поврат на ДДВ од државата кој што се движал од 300.000 до 2 милиони евра по трансакција. Други злоупотреби биле правени со консигнација. Се добивал поврат на ДДВ, а стоката им била давана на други фирми на консигнација, односно ќе ја платат со седанокот кога ќе ја продадат. Се испоставило дека тие фирми се фиктивни, односно нивните магазини не постојат, а со тоа и стоката не може да се најде. Истрагата исто така го сомничи дека продал градежни скелиња како отпадно железо, а ги прикажал како градежен шут. Крмзов пак за код тврди дека кај него се е чисто и оти државата му должи нему, а не тој на државата. Обвинува дека истрагата против него е по нарачка на локални моќници поврзани со двете најголеми партии кои сакаат да му го преземат бизнисот. Значи, кумашинот на Вице Заев, контроверзниот струмички бизнисмен Ристо Крмзов, конечно замина зад решетки во шутка. Таму ќе седи најмалку 30 дена во притвор како прво осомничен за случај за даночен криминал тежок над 90 милиони евра. Видовте според обвинителството, заедно со него приведени се 22 луѓе, од кои 8 се инспектори на УЈП, 4 се сметководители, а останатите се негови роднини и пријатели кои биле директори на тие фирми. Тие се осомничат дека со фиктивни договори земале поврат на ДДВ кој не им следувал. Инспекторите од УЈП, наместо да го фатат криминалот, ја прифаќале лажната документација обработена од сметководители, а подготвена од директорите на Крмзов. Државниот обвинител Коцевски на брифинг на новинари изјави дека ова е еден од најголемите предмети за економски криминал во Македонија и дека само како попис за што се е одземено има 2000 страници. Копаш, копаш и нема дно, рекол Коцевски. Токму така. Копаш, копаш и нема дно. Само јас би додал, така да се копа за сите поранешни функционери, можеби Македонија конечно ќе стане пристојно место за живење. Но псењето на Крмзов има далеку поголемо значење. На чиете падна струмичкиот бизнисмен и кум на Вице Заев. Ако памтите, минатата недела новинари ги открија милионските бизнис делки на истиот Вице со набавка на јаглен за време на енергетската криза. Пред неколку месеци се отвори големата афера со милената компанија на Заеви Зобек Майнинг,
а екс-директорот кој му пишуваше поезија на Заев избега во непознат правец. Значи, полека, се стега обрачот околу бизнис релациите на поранешниот премиер Зоран Заев. Не знам дали е прашање на тактика, политика, внимателност или просто сплет на околности, но впечаток е дека почна соочувањето со богатото коруптивно наследство на кланот Заеви. Без разлика дали се сонче или руча во Грција или ги користи бенефитите од златната виза во Дубај, сите овие случаи кои ги набројав се на ваков или онаков начин врзани за него и неговото семејство. И мислам дека со расветлувањето на сите овие афери, конечно сите ќе може да видиме со докази кој владеел во Македонија во изминативе 7 години и какви всушност се тие луѓе. Нели обвинителството за гонење на организиран криминал го сомничи Крмзов, кој е близок со Заев, дека е на врвот на даночната измама тешка 90 милиони евра. Пред неколку месеци обвинет за злоупотреби при набавка на јаглене и екс-директорот на РЕК Битола Васко Ковачевски, кој пишуваше песни и поезија за тогашниот премиер. Потоа уште една фирма блиска до Заев е под истрага. Нели, станува збор за фирмата Зобек Майнинг. Се истражува дали оваа фирма, чиј собственик е близок човек на Заев, сам признава, се токмеле тендери во Тирс и се набавувал скап јаглен за ЕСМ. Не знам исто дал памтите, минатата недела зборував за оваа фирма, која е дел од истражувањето на ИРЛ во кое докажаа дека во набавката на јаглен за време на енергетската криза цели 9 милиони евра профитирала бугарската фирма на Вице Заев. Поврзаноста пак на Зобек Майнинг со опозицијската партија СДСМ води и до сегашниот лидер Венко Филипче. Минатата година ИРЛ објави фотографија на возило Ауди, кое за време на предизборната кампања го возеше Филипче, а се водеше на името на оваа фирма. Газдата на фирмата потврдил дека возилото било земено на лизинг за компанијата, но сега е во лична сопственост на Филипче. Значи, како што реков, полека се стега обрачот околу Заев. Но можеби се стега и околу Филипче. Лидерот на СДСМ Венко Филипче добил полициско обезбедување, дознава телевизија 24. Според нашите информации, двајца припадници на 6-та управа од вчера го придружуваат првиот опозиционер. Телевизија 24 се обида да добие одговор од лидерот на СДСМ, дали имал закани, дали ги пријавил и на што се должи фактот што АНБ направила проценка дека му треба полициска придружба. Но тој одби да одговори на прашањата. Не би коментирал на темава. Телевизија 24 истите прашања му ги постави на директорот на АНБ Бојан Христовски, односно побаравме одговор на што АНБ ја темели безбедносната проценка за ризик. Но Христовски не ни одговори. Во куса комуникација ни кажа само дека не е во земјава. Телевизија 24 консултираше безбедносни експерти за тоа како се прави оваа проценка. Според дел од нив, постојат 3 форми на обезбедување: редовно, вонредно и посебно. Со редовно обезбедување се опфатени тројца председатели на Републиката, Собранието и владата, замениците на владата и 5 министри. Според Зоран Доревски, доктор на безбедносни науки и поранешен началник на службата за обезбедување во МВР. За телевизија 24 вели дека во светската практика постои еден стандард, дефиниран од Американската национална служба и генерално сите служби во Европа функционираат на тој начин. Личност носител на јавна функција, ако се осети загрозен заради функцијата која обавува и действијата што ги превзима во име на таа функција, најчесто во праксата било така, се обраќа до министерот за внатрешни работи, ги наведува причините и мотивите на другата страна да предизвикаат закана према него. И тука е проценката на министерот и овластувањето дадено со оваа уредба што ја спомнав од 2014 година. Министерот може веднаш да процени да задолжи надлежната организациона единица да превземе мерки за обезбедување или да побара дополнително мислење од безбедносните служби, што ги спомнав, Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, па и во минатото сме барале мислење и од воената безбедност и военото разузнавање. Ова не е прв ваков случај лидер на опозицијска партија да добие обезбедување врз основа на определен ризик. Во 2018 година, тогашниот лидер на опозицијската ВМРО-ДПМН, односно актуелниот премиер Христијан Мицкоски, доби дополнително полициско обезбедување по направена проценка од страна на Министерството за внатрешни работи. Искрено не знам кој е мотивот што Филипче се осетил загрозен за да добие полициски телохранители и само можеме да претпоставуваме.
Но исто така, симптоматично е што оваа информација излезе во јавноста само една недела по објавувањето на истражувањето на ИРЛ за можните врски на СДСМ со Јаглен и само некој ден по апсењето на Крмзов. Може би е само коинциденција, навистина со сигурност не можам да тврдам било што, но слободно ќе кажам дека човеков има толку гревови што веројатно ете се почувствувал дека некој може нешто да му направи. Дајте ве молам, не смееме да дозволиме никој ништо да му направи, влакно да не му фали. Прво, затоа што ако нешто лошо се случи, одма ќе се прогласи за маченик. Памтите како Заев со секотината на чело после 27 април. Второ, треба да си биде жив и здрав да одговара евентуално пред суд за сите гревови кои ги има направено. Затоа како што трнале работите, СДСМ со Филипче на чело на престојните избори изгледа ќе падне под 150.000 гласови, што би представувало најнизок скор во историјата на партијата. Нормално по еден таков пораз и тој ќе мора да си ги спакува куферите. Останува само прашањето дали ќе ги пакува само за да си замине од Бихачка или трајно ќе се исели со својот ментор Заев во Дубај, каде процедурата, знаеме, за екстрадиција е речиси невозможен. Тоа мора да се спречи, затоа што барем од ова што досега дознавме, значи од аферите како Лотарија, Груби, ЕСМ, Рек Битола, Крмзов, Ковачевски и слично. Мислам дека станува збор за украдени неколку стотици милиони евра народни пари, кои мора да бидат вратени. Изгледа оној бројчаникон што го ставаа на порта Македонија, памтите, што го најавува уште од времето на шарената револуција, не се однесувал на тогашните криминали и како ќе бидат враќани парите. Туку изгледа бил бројченик со кој СДСМ и ДУИ ќе се надпреваруваат кој може повеќе да оплјачка. Всушност, сега ми текна зашто Филипче бара обезбедување и зашто извадил златна виза за Дубај. Преспанскиот договор реши повеќе деценијски проблем помеѓу Северна Македонија и Грција и овозможи на Северна Македонија да стане земја членка на НАТО. За жал не станавме членка на Европската Унија, но амбицијата е се уште тука. Но сега имаме десничарска влада во нашата земја, која што нема волја да ја турка земјата напред. И тоа сега е како вакцина која ја примивме со НАТО, а сега не ја примивме втората доза. Кутрио тој само на боцкање мисли. Прво не боцнале за во НАТО, сега не сме ја примиле втората доза. Значи со првото боцкање го дадовме името, а со второво треба да го дадеме идентитетот и јазикот. Браво! Ова повеќе ми личи како да и боцкаат отров на Македонија отколку на вакцина. Или може би станува збор за вакцина со која се станува отпорен на патриотизам, на одбрана на сопственото име, одбрана на идентитетот и одбрана на јазикот. Да не ви се верува. Не помина ни денот како власта го уапси Крмзов, главниот бизнис другар на семејството Заеви, со што го стега обрачот околу целата таа политичко-бизнис-профитерска група, а Филипче одеднаш почна да гледа авторитарни влади. Значи легитимна влада, избрана со пола милион гласови, и тоа пред само една година. Човекот со златна виза за Дубај ја става во кош како авторитарна. Наместо да објасни како ја доби визата за Дубај, како го добил аудито од Зобек, како Вице добил 9 милиони од Јагленот, како Крмзов стопил на 90 милиони евра. Тој ни држи лекции за авторитаризам. И тоа отишол во Атина, не на друго место, туку се вратил на местото на злосторот каде неговиот другар ја договараше капитулацијата наречена промена на името. И оттаму порачува дека во Македонија имало авторитарен десничарски режим. Ај само не само што бил авторитарен, туку ете не сакал да не води напред во евроинтегративниот процес. А кој ќе наводи? Тој со политиката на виткање кичма, тој што ја промовираше неговиот ментор Заев, ја спроведуваше оној министерон Бујар Османи, политика со која треба да ни избришат и повторно да не пишат како нова нација која нема свој вековен идентитет и која користи нов македонски јазик кој почивал на бугарски корени. Да, токму така. Тоа е суштината на договорот со Бугарија, оној поразителен француски предлог. И Османи многу добро тоа го знаеше, затоа што во една таква нова нација безминато ќе испаднете дека дури албанците се всушност староседелци, а ние македонците гости. Како рече премиерот Мицковски, Османи, но и СДСМ, прифаќајќи го францускиот предлог, директно заковаа шајки во рацете и нозете на македонскиот идентитет. А кога сме на таа тема, вистинска заштита на идентитетот и јазикот, не онаа на СДСМ и ДУИ, ајде да видиме до каде сме.
Бугарите молат во Брисел се јавувале да се одложи гласањето за македонскиот јазик и идентитет. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека власта во Софија се обидува на сметка на Македонија да го смени левот со еврото. Се јавувале да молат да не се расправа и гласа за извештајот со кој во Европскиот парламент треба да се цементира македонскиот јазик и идентитет. На бугарските власти им е страв дека протестите против воведување на еврото ќе се прошират и ескалираат ако помине извештајот за македонскиот јазик и идентитет. И тогаш високи политичари од страна на нашиот источен сосед вртеа на високи политичари во Брисел, аман те заман не го ставајте сега извештајот, не ни правете проблем, бидејќи треба да помине еврото, нели, во парламентот, за да не ни се соберат повеќе луѓе на улица. Да ни протестираат, знаете, сега имаме еден голем проблем и во ред. Најголемиот дел од европратениците, оние кои што вистински ги застапуваат европските вредности, одлучија да му дадат шанса на процесот. Расправата за извештајот за напредокот на Македонија требаше да биде на 4 јуни, но известувачот Вајц Побара се одложи за 20 дена за Бугарија да има шанса да ги каже своите аргументи. Според Мицкоски, ако не се изгласа овој документ, само ќе се докаже дека на официјална Софија уставните измени не и се единствена цел. Ако не помине, ако повторно се одложи, тогаш треба македонските граѓани да се свесни дека не неколку стотини македонски граѓани кои што се дел од бугарската земница кај нас да бидат дел од нашата преамбула, туку македонскиот посебен вековен идентитет и македонскиот јазик. Тоа е суштината, тоа е проблемот. Се останато нема никаква врска со реалноста и нема никаква врска со она кое што ни окажуваа политичарите во минатото. Или се политички аналфабети и ништо не разбираат, или брутално и грубо ги лажат граѓаните. Расправата по извештајот каде за прв пат се користат термините македонски јазик и идентитет е закажана за 24 јуни во Европскиот парламент. Овој извештај се смета за победа на Македонија која започна дипломатска офанзива за да ја увери Европа дека бугарските барања немаат никаква врска со европските принципи, туку со негирање на македонскиот јазик и идентитет. Замислете бе, одели и молеле низ Брисел да се одложи гласањето. Значи, за прв пат, Бугарија не доби нешто од Европската Унија од позиција на сила, туку од позиција на немоќ. Тоа е многу важно, затоа што според ова, расправата и гласањето за извештајот во Европскиот парламент не се одложени зашто Бугарија има сила или мнозинство нешто драстично да смени, туку го добила ова како ситна услуга. Новата бугарска влада, која едва ја формираа после не знам колку изборни циклуси, не може да го издржи силниот притисок заради воведувањето на еврото, кое повеќето бугари не го сакаат, па ете се жалат дека уште и фалат и протести поради извештајот. Не дај Боже со толкав притисок и оваа влада може да им падне и после повторно со години да заглават во гласање. Тоа не и треба на Бугарија, не и треба ни на Европската Унија. Затоа реков, со одложувањето на Софија е направена услуга. Ама мислам дека џабе е одложувањето и слично. Македонската дипломатија успеа да и постави одлична замка на Бугарија. Ако извештајот помине, тоа ќе биде за прв пат во историјата во еден документ на толку високо тело на Европската Унија како Европскиот парламент да се зацементираат македонскиот идентитет и македонскиот јазик. Ако помине со амандманите на Бугарија или пак ако воопшто не биде усвоен, тоа ќе биде директен доказ дека проблемот на Македонија со Бугарија нема никаква врска со некакви си европски вредности, правата на минијатурно бугарско малцинство во Македонија или промена на уставот, туку едноставно станува збор за негирање на македонскиот идентитет и македонскиот јазик. И тоа може да представува огромен проблем за Софија, затоа што сите аргументи кои ги користеа досега за да ги оправдаат глупите уцени за некакви си добрососедски односи и малцински права паѓаат целосно во вода. И токму затоа еврокомесарките Коси Калас повикуваат, а ете индиректно и председателот на Европскиот совет Кошта на нови директни преговори меѓу Македонија и Бугарија. Затоа реков, не е важно дали ќе помине или не извештајот ваков, каков што е, Македонија извојува огромна дипломатска победа. И не џабе бугарите се во паника. Затоа само им остана да се повикуваат на тој фамозен договор од 2022 година, односно францускиот предлог, кој пак нас, околу врат, ни го врзаа Заев, Ковачевски и Османи. Памтите, со прифаќање на тој предлог, Ковачевски и Османи дозволија бугарските услови и уцени да бидат дел од преговарачката рамка и тие сега се предуслов за преговори. Да не го прифатеа,
спорот ќе си останеше билатерален. И сега Бугарија ќе немаше после вакво нешто буквално никаков аргумент со кој би можела да се брани. И не случајно сега они одбиваат било каква директна средба меѓу Радев и Силјановски или пак со Мицковски. Прифаќањето таква средба би било целосен пораз за нив и сигнал дека францускиот предлог не е Библија, туку дека е обичен документ кој може да претрпи измени исто како и преговарачката рамка. Толку се исплашени што дури и Радев реши да не оди на самитот на НАТО само за да избегне средбата со Силјановска. Реков, македонската дипломатија успеа да и постави таква замка на бугарската што сега немаат излез. Тоа што е важно е сега да не се попушти. Владата не сме ни подразно да дозволи бугарите да ја разводнат ситуацијата и да добијат на време. Треба да продолжи притисокот од наша страна, да се седне на заедничка маса, не со Брисел, туку со Софија, и да се постигне нов консензус, кој нема да задира врз нашиот идентитет и јазик. Ако не сакаат бугарите, нивни проблем. Цел свет виде за што се работи и дека нивното вето нема врска со европски принципи и вредности, туку тоа е чиста безобразна уцена врз една држава и целосно негирање на незиниот идентитет. И тука мислам дека е веќе време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода на седмица. Како што знаете, тука при крајот ни останува уште некоја минута да прокоментираме уште некоја тема што ете не стигнавме да ја коментираме во првиот дел. За што станува збор? Дали за предметот 27 април од вас бараше Зоран Заев преквалификација на делот? Во насока на обезбедување на доволно поддршка за знаеме што за промена на уставот. Да. Да. Да, призна. И ова не е прв пат. Не знам дали памтите, пред неколку месеци во гостување на друг подкаст го призна истото. И сега обвинителството и по втор пат се прави глуво и немо по ваквото признание дека поранешниот премиер Зоран Заев директно и се јавил на главната обвинителка на времето и ургирал и барал преквалификација на делото за случајот 27 април. Барал, наместо за тероризам, таа како главен обвинител во случајот да ги гони луѓето за поблаго дело, затоа што му требало поддршка за уставните измени да го промени името. По уште Русковска гордо се фали дека го одбила. Ја не знам колку се неписмени, ама целата оваа нејзина приказна представува тешко кривично дело. Тоа што Русковска треба да го знае како екс-обвинителка, но и сегашниот републички јавен обвинител Коцевски е дека ваквата нејзина изјава може да се смета за признание за извршено кривично дело, особено ако се земат предвид одредбите од кривичниот законник. Потенцијалните прекршувања вклучуваат примање награда за противзаконито влијание, злоупотреба на службена положба и овластување и трговија со влијание, тешки дела за кои се предвидени високи затворски казни. На прашањето на Алфа, колку пати Русковска треба да каже дека Заев правел пазар за уставните измени со судбината на овие луѓе и тргувал со влијание за да обвинителството реагира, оттаму молк, тишина. Реков, ова не е прв пат Русковска да признае. Имено уште во октомври минатата година, таа во емисијата Претрес ни објасни како се одвил целиот телефонски разговор со Заев. Тој се јавил пред изгласувањето на законот за амнестија и побарал да не ги товари луѓето за тероризам во случајот 27 април, затоа што му требало поддршка во собранието за да го смени уставот. Луѓе, ако ова не е тргување со влијанија, ја не знам што е. Ама и тогаш, како и сега, државниот обвинител ништо не гледа, ништо не слуша. Откако Русковска на времето прв пат призна за телефонските јавувања, во гостување на Алфа телевизија Коцевски одговори дека таа требало сама да пријави, за да можат обвинителите да постапат. Еј, сама да пријави. А овие две јавни признанија што се? Или гласот не допира до Коцевски? Инаку 16 од 17 обвинети во настаните од 27 април беа осудени вкупно на затворска казна од 211 години, додека само еден беше ослободен. Експертската јавност оддамна негодува и вели дека од истрагата треба повторно да се отвори, дека луѓето се политички затвореници. Иако за упадот со судска одлука нема организатори, сепак тие се уште во моментот се водат како терористи според судот и обвинителството. Преживеа и живување, малтретирање, лежат драконски казни за дело за кое за многумина е само обична фарса и организирана политичка хајка на претходната власт.
Па Русковска сама се фалеше дека притворите ги барала и ги делела од ракав. 100 пати сум кажал и ќе повторам. Никој не се обидува да правда насилие и тепање. Не. Секој оно што се огрешил на ваков начин треба да одговара. Значи, оние луѓе кои кренале ракајте врз полицаец, пратеник или било што, ќе си одговара за нападот, а не за тероризам. Тој што кршал, палел или слично ќе одговара за тоа. Не за тероризам. Вие, господа, оние 30 на луѓе ги прогласивте за терористи. Еј, терористи, уште како тоа се водат. Ги ставивте на исто ниво со оние кои ги лови полицијата зашто планираат бомбашки напади или регрутираат војници во ИСИС. Па дали сте нормални? Реков, да, имаше насилие, имаше учество во толпа, имаше нанесување телесни повреди и слично, но тероризам немаше. Тие гнијат по затвори затоа што ја бранеа Македонија, затоа што требаше да послужат како пример што ќе се случи ако некој се дрзне и го крене гласот против Преспанскиот договор и промената на името. Па има ли поголем доказ од ова признание за Русковска за тоа зошто Заев фургирал дека тие луѓе всушност лежат затвор заради името? Затоа мора подитно, без било какво одлагање, да бидат пуштени на слобода. И ние како народ да најдеме начин да им се одолжиме за тоа што го поминаа. Да видиме дали еве во Македонија има судија или обвинител, вистински патриот, како луѓето кои ете невино лежат како политички затвореници, па да донесе одлука да ги пушти. И не само тоа, еднаш поодамна реков и сега ќе повторам. Веднаш да се отвори нов случај со исто име, 27 април, или организатори на 27 април, но во него сега да се гонат сите оние политичари, почнувајќи од Заев, преку Русковска, па и судиката Кацарска, кои го конструираа и спроведоа овој политички прогон. Тоа би било вистинската иронија. И тука мислам дека веќе е време да ја завршиме и оваа епизода на седница. Се надам дека го задржа вашето внимание. Со Господ напред, се гледаме за една недела во исто време на исто место. Имајте пријатна вечер.